Јас сум Југослав Ачковски, доктор на компјутерски науки, доцент на Војна академија и воедно подполковник. Програмата значи за мир и наука за мир и безбедност, или скратено Science for Peace and Security, е програма која што значи одамна датира, значи не е тоа ништо ново. Но Војната академија, значи покрај овие проекти кои што ги има досега изработено, таа исто така има учествувано и во работилници и во напредни курсеви кои што се исто така спонзорирани од програмата Наука за мир и безбедност, која што рековме дека е веќе под покровителство на НАТО. Програмата значи предвидува поврзување и конекција помеѓу партнери од различни земји. Со тоа што Македонија како членка на партнерството за мир е овозможено и има пристап до овие фондови кои што се од НАТО. Како приоритети во таа програма кои што се појавуваат се приоритети во однос на борба против тероризмот. После тоа имаме значи исто така проекти кои што овозможуваат, значи кои што се карактеристични за развој на решенија кои што ќе бидат во насока на безбедност. Нашата идеја беше да се направи информацијски систем кој што ќе овозможи пред се намалување на бројот на смртните случаи на борбено поле и воедно пренесување на податоците, односно брз трансфер на податоци до болниците, до најблиската болница која што се наоѓа во областа на одговорност, значи на изведувањето на борбените операции. Алфа, браво, прием. И ова ранен војник има потреба од возил. Во текот на нашите истражувања ние најдовме дека 25% од смртноста на борбеното поле е поради неукажување на прва помош правовремено, што подразбира неукажување на прва помош во моментот кога е тоа најмногу потребно. После тоа најдовме дека 10% од смртност исто на борбеното поле кое што се појавува е поради неовозможениот пристап до повредениот. Согласно значи овие истражувања кои што ги направивме, оправданоста на системот укажува дека ние ќе можеме во секој момент да ги мониторираме повредените војници пред се, но доколку се појави и одредени цивили или пак VIP личности кои што би се нашле во на борбено поле кај што се изведуваат одредени борбени операции, ќе можеме сето тоа да го мониторираме во онлайн. Проектот е значи се наоѓа во завршната фаза, поради тоа што имаме негде уште 6 месеци до завршување на самиот проект и тоа би било негде април 2018 година. Во рамките, значи во овој период кој што ни е предвиден за реализирање на активностите на проектот, ќе биде потребно значи да се направи фамилизација на проектот со крајните корисници, на тој начин што ни предстои одредена активност во Љубљана, каде што
ќе го представиме значи проектот на самиот крајен корисник, кај што имаме уште еден дел од проектот и тоа ќе биде болницата во Целје и на тој начин ќе овозможиме значи задоволување на друга цел од проектот, каде што апликациите кои што се развиени за во болница ќе бидат инсталирани, а воедно значи ќе ги инсталираме и апликациите кои што се предвидени да бидат во реаномобил. Односно тоа е медицинско возило кое што значи покрај сите оние други апарати кои што се внатре за прва помош би се имплементирал и овој систем заедно со сензорите, апликацијата, софтверот и хардверот во самото возило. Користењето на овие фондови за одговор на тероризмот овозможува создавање на ресурси, капацитети и развој на способности како на национално, така и на меѓународно ниво, на тој начин што истражувањата кои што се прават во науката и резултатите кои што ќе се добијат со овие проекти ќе ги дават понатамошните насоки. Во однос на овие насоки мислам генерално, дали тоа би биле каков тип на технологии треба да се развијат, какви политики треба да се креираат, какви закони треба да се исто така треба да се создадат. Значи, поради тоа што овие проекти кои што се спонзорирани од НАТО овозможува значи една палета на пошироки истражувања да се прават.